Владата на СДС не е реформска, туку антиреформска. Владата на СДС има капацитет само за блокирање, укинување и уривање. Имено, министерот за култура Роберт Аладјозовски тајно и зад грбот на јавноста, без никаква транспарентност, ниту пак дебата, ги прекина и ги поништи постапките за реализација на проектот за реконструкција, надградба и осовременување на Центарот за култура Григор Прличев во Охрид, во кој се сместени и работат националните установи Театар Охрид, Охридско лето и библиотеката Григор Прличев. Реализацијата на овој проект предвидуваше целосна реконструкција, надградба и осовременување на постоечкиот објект на Центарот за култура Григор Прличев по сите светски стандарди. Веќе беше обезбеден буџет, избрано беше идејно решение и фирма проектант која треба да ја изработи потребната проектна документација, по што би се отпочнало со градежните активности за реконструкција на објектот. Реализацијата на овој проект практично значеше дека Охрид и охриѓани, но и сите граѓани на Република Македонија, како и бројните странски посетители, за прв пат, после долги години во Охрид, во градот на културата, ќе добијат објект каде културните и уметничките настани ќе може да ги следат во современи услови по сите светски стандарди. Исто така, културните работници во Охрид и Македонија, како и сите странски уметници кои честопати се присутни во овој град, ќе можеа да работат во најсовремени услови, а Охрид и охриѓани ќе добијаат една нова, поквалитетна културна димензија во својот град. Но, сега тоа е стопирано од Аладјозовски, од Заев и од СДС, кои не сакаат во Охрид да има нов, современ и квалитетен објект кој не е ниту нивна идеја, ниту пак нивно дело. Во контекст на ова, јавно го прашуваме министерот за култура и владата на СДС. Дали прекинувањето на овој значаен проект за бисерот на културата Охрид значи живот за Охрид и за охриѓани? Дали за Аладјозовски, охриѓани, не се достојни да добијат објект на кој ќе се гордеат и во кој ќе може да ги следат бројните културно-уметнички настани во својот град? Дали вработените во Охридскиот театар, во Охридската библиотека, вработените во Охридско лето и сите уметници не заслужуваат да работат во современи услови по сите светски стандарди? Со оваа одлука, донесена крајно нетранспарентно и далеко од очите на јавноста, и правите сериозна штета на културата во Република Македонија, а особено на Охрид, кој е нашиот најголем туристички и културен центар. Министре Аладјозовски, бараме итно преиспитување и повлекување на оваа срамна и штетна одлука. Бараме да се продолжи реализацијата на овој проект, кој е од суштинска потреба за градот Охрид. Бараме јавно и без одлагање да ги информирате охриѓани за вашите планови и одлуки по однос на реализацијата на овој проект. Дали вие сметате дека Охрид не заслужува подобар центар за култура или ви пречи пак тоа што идејата и патот до незината реализација се дело на ВМРО ДПМНЕ, па поради тоа ги казнувате охриѓани? Оваа срамна одлука мора да биде повлечена. Ниту Македонија, ниту пак граѓаните на Република Македонија заслужуваат нов 15 септември. Зоран Заев мора да си ги исполни ветувањата. Граѓаните очекуваат 16.000 денари минимална плата, 30.000 денари просечна плата и 500 километри нови автопати. Ви благодарам за вниманието.